Good evening. This is Peter Vertkovsky on 2NUI-FM 103.7 in Newcastle in Hunter. Coming up is the Macedonian radio program. Please stay with us. Добро вечер, почитувани слушатели. Бидете поздравени од мене Пеце Вртковски и на сите ви посакувам топла, убава заедничка вечер со вашите најблиски во придружба на нашата македонска радиопрограма. Вечервак имате прилика да слушнете најнови соопштенија од Ньюкастел и околината, поважни вести од Македонија и нешто за здравието. За сите горе наведени редоследни програми со вас е вашиот водител и уредник на македонската радиопрограма овде во Ньюкастел, Австралија, Пеце Вртковски. Да ги проследиме соопштенијата. Соопштение од свештеникот Пецо Петровски. Недела, 2 август, Свети Пролог Илија, Илинден, служба од 9 сатот со бајлето. Другата недела, 9 август, Свети Климен Охридски, Свети Седмочисленици, Свети Пантелеймон, службите од 9 сатот со бајлето. Недела, 2 август, е големиот верски национален ден Илинден. Верски посветен на Свети пророк Илија, а национален, пошто се удрени темелите на државноста на Македонија преку заседанието одржано во манастирот Прокопчински, заседанието Асном. По повод големиот верски ден ќе се отслужи света служба од 9 сатот со бајлето, потоа ќе се одржи панахида пред споменикот на Гоце Делчев во чест на паднатите борци од Илинденскиот период, потоа борците од Првата и Втората светска војна, како и настаните од 2001 година. После тоа сите организации од нашата општина ќе поклонат свежо цвеќе пред споменикот на Гоце Делчев и ќе се прочита мала историја за Гоце Делчев. Нека ни е честит и вековит овој голем ден. Соопштение од управата овде во Ньюкастел. Се бара помошник на попот Пецо Петровски, тоест притруп, овде во нашата православна црква Пресвета Богородица Ньюкастел. За повеќе информации околу тоа јавете се кај председател Саше Стојчевски на 0408 490148. Се одржува игранка овде во нашиот македонски културен центар по повод големиот празник Илинден и тоа во сабота на 8 август. Игранка со песна и оро, сите заедно да ја зачуваме нашата македонска традиција во живо со почеток во 6:30 часот вечерта. На вечерта ќе настапи нашето друштво Стив Наумов, игрорната група, богата музичка група од Сиднеј Балканика. За карти јавете се кај Симона на 0414 099 925. Цената за ова вечер е $40 за возрастни, $20 за деца од 12 до 17 години и за деца од 11 години и помали. Влезот е бесплатен. Сите сте добро дојдени. Macedonian Community Newcastle, бар 1903. Почитувани слушатели, имаме нешто ново во нашиот македонски културен центар. Секој петок, после 6 часот навечер, имаме вечера за сите возрасти во куњата.
Имаме разноврсни јадења, околу 15 врсти по ваш избор и вкус. Да ги наброиме некои од јадењата. Топол леп, макало со лук, зелка салата, шопска салата, кашкавал, помфрит со бело сирење, риба со шопска салата, домашни пилешки разничиња, хембурга со кебапи, домашна плескавица во хембурка, порција со домашна плескавица, кебапи како мезе порција, мешана скара порција, порција за деца, риби или кебапи или пилешко, разничиња со чипси, чикен, нагетс, биф, сосич и пијалок за деца, попас, џус. Сите сте добре дојдени во нашиот македонски културен центар секој петок од 6 сатот на вечер. Да најавиме дека игрорната група и македонското школо се одржуваат секој петок од 5:30 до 6:30 се одржува македонски јазик програма, после пладне и од 6:30 до 7:30 ќе тренираат младите играорци на Стив Наумов. Значи секој петок во нашиот македонски културен центар имаме нови наставници кои ќе ги учат децата македонски јазик и култура. Пакети за Македонија. За празни пакети јавете се кај Стивен Колтовски на 49684649, а полните пакети да ги донесите кај Стивен во сабота на 8 и недела на 9 август. И уште едно соопштение. Како што знаете, се одржува ручек во нашиот македонски културен центар секој четврток од 9:30 до 1 сатот после ручек. Се игра бинго од 10 до 11:30, после се дава ручекот. Сите заинтересирани за ручек во четврток, јавете се кај координаторот Сузи Цветановска на 0434 429166 и кај Сузи Лајмановска на 0431 117602. Сите сте добро дојдени, без разлика на годините. Цената за овој ручек е $20 по лице со 3 врсти јадења. А сега да проследиме нешто за Свети Климен Охридски чудотворец. Свети Климен се роди во Рим, а потекнуваш од царски род. Во младоста отпатува на исток, каде што се запозна со верата на Христос. Учители му беа самите апостоли. По враќањето во Рим беше избран за епископ во престолниот град. Подоцна, во времето на императорот Трајан, Свети Климен беше протеран во Херсон, каде беше осуден на смрт и фрлен в море со камен околу вратот. Пострада за Христа во 101 година. Современо, неговите мошти ги пронајдоа светите браќа Кирил и Методи и ги пренесоа во Рим. Свети Климен Охридски го носеше своето име по углед на овој голем Христов светилник. Тој е заштитник на градот Охрид и на целиот македонски народ. Денес Македонската православна црква го празнува споменот на својот патрон Свети Климен Охридски чудотворец, најпознатиот меѓу повеќето ученици на светите браќа Кирил и Методи. Именден празнуваат Климен, Климе, Климентина и така натаму. Македонската православна црква со посебно внимание, но и со гордост го празнува споменот на својот патрон Свети Климен Охридски чудотворец, првиот македонски архиепископ, во исто време и творец на далеку познатата Охридска книжевна школа, е најзначајниот македонски средновековен писател и педагог. Со својата активност и со своето дело на повеќе полина, црковно, просветно, книжевно и така натаму. Тој стана заслужен не само за македонскиот народ, туку и за целиот христијански свет. Свети Климен заедно со Свети Наум Охридски се најистакнатите ученици на светите браќа и Методи, Кирил. 20 години во Велика Моравија им помогнале на солунските браќа во остварувањето на моравската мисија, кога кон крајот на 867 година или почетокот на 868 година, светите браќа Кирил и Методи биле повикани во Рим, со нив бил и Свети Климен. Тоаш бил ракоположен во духовно звање. По смртта на Кирил во Рим, Свети Климен заедно со Свети Методи се вратил во Моравија и му останал верен во одбраната на словенскиот јазик во црковната богослужба.
по смртта на Свети Методи, кога неговите ученици биле жестоко мачени, а потоа и протерани од Моравија. Во почетокот на 886 година, Свети Климент заедно со Свети Наум и Свети Ангелари дошле во Бугарија, од каде што биле испратени во Охрид. Овде Свети Климент ја основал познатата Охридска книжевна школа, наречена и прв словенски универзитет, во кој оспособил над 3.500 ученици за црковна богослужба. Паралелно со црковната и педагошката се занимавали со книжевна и преведувачка дејност. Нему му се препишуваат опширните житија на Свети Кирил и Методи, познати како панонски легенди, назначајниот извор на проучувањето на животот и делото на солунските браќа. Напишал и поуки за големите христијани. Почитувани слушатели, сега ќе слушаме една многу убава нова песна на Благојче Стојановски Туше. Песната носи наслов Ти си моја кралица, моја Божица. Да ја слушнеме. Како птица небесна, ти ми долета и во мои преградки сега остана. Како птица небесна, ти ми долета и во мои преградки сега остана. Ти си моја кралица, моја Божица, љубов си најголема, моја најмила. Ти си моја кралица, моја Божица, љубов си најголема, моја најмила. Ти си песна љубовна, недопеана, без тебе и душава е изгубена. Ти си песна љубовна, недопеана, без тебе и душава е изгубена. Ти си моја кралица, моја Божица, љубов си најголема, моја најмила. Ти си моја кралица, моја Божица, љубов си најголема, моја најмила. Кралица, моја Божица, љубов си најголема, моја најмила. Ти си моја кралица, моја Божица, љубов си најголема, моја најмила. Zede mene dušata, po celi noći mislim na tebe. Vidi tuka sega do mene, po celi noći mislim na tebe. Vidi tuka sega do mene, samo da si moja, samo da
bori za tebe, koliko i da begam od tebe, od celi noći mislim na tebe, bidi tu kad sega do mene, od celi noći mislim na tebe, bidi tu kad sega do mene, samo da si moja, samo da si moja, ili ničija, samo da si moja, samo da si moja, ti si prekrasna, samo da si moja, samo da si moja, ili ničija, samo da si moja, samo da si moja, ti si прекрасна. А сега нешто ќе проследиме за галичка свадба. Денеска на галичка свадба најмладите галичани го пречекуваат со домашна нафора и сол, а потем проследен дел од свадбарските обичаи што со векови се пренесуваат низ мијачкиот крај, како еден од најавтентичниот израз на македонското културно наследство. На овогодишните младенци Мартина Михајлова и Александар Пендаровски им го честитав бракот и во својата на покровителката им подарив галичка пафта со мотив од традиционалната галичка носија, која што е символ на плодноста и македонското свадбено богатство. На сите им посакав заеднички живот да им биде исполнат со љубов, доверба и меѓусебна почит, а домот со разбирање и детска смеја. Од година во година манифестацијата привлекува се повеќе посетители од земјата и од странство, останувајќи еден од најпрепознатливите символи на македонскиот културен идентитет. Konja spremam, pesni pejam, na pad će odam, na Ilinden mečki kamen da se poklonam. Kaj što će tata na pitu slavno zagina, za odbrana na Kruševska ta republika. Ko 1903. godina na Ilinde srede carstvo glava krenavte, 10 dena republika srede Balkanot, celo carstvo se zatrese, carot pobesne. Slava, slavni junaci, hrabro što
славно Крушево. Гоце Делчев да ме каре Питу Сандански, нека ви е вечна слава за се што сторивте. По затвори, по планини младост минавте, за слобода народна земја Македонија. Сега ќе проследиме нешто за Гоце Делчев. На денешен ден во Кулкуш е роден идеологот Гоце Делчев. Негова Македонија денес го слави заедно со Бугарија и со придавката Северна македонци во Македонија и низ светот денеска одбележуваат толку години од раѓањето на великанот на македонската револуционерно движење Гоце Делчев. Ослободувањето на Македонија го гледал само од самите македонци. Ослободувањето на Македонија се крие во внатрешното востание. Кој мисли инаку да се ослободи Македонија, тој се лаже и себе си и другите, гласи една од пораките на великанот Гоце Делчев. Идеологот на македонската револуционерна борба за самостојна Македонија е роден на 4 февруари 1872 година во Кулкуш, во егејскиот дел на Македонија, син на Султана и Никола Делчеви. Делчев учествувал на Солунскиот конгрес на ВМРО 1896 година, а од 1901 година бил задграничен представник на ВМРО во Софија. Убиен е на 4 мај 1903 година во селото Баница во екот на подготовките за Елигденското востание. Тој бил против прераното започнување на востанието. Тој бил визионер кој пред повеќе од еден век го разбра светот како поле за културен надпревар меѓу народите. Делчев се школувал во гимназијата во Солун и на Војната академија во Софија. Учествувал во Штип, а и како член на ЦК на ТМРО, работел на создавање мрежа на бази, комитети и комитски чети на организацијата во Македонија. Гоцевата визија за светот како поле за културен надпревар меѓу народите не е само негова лична импресија, туку импресија на генетскиот код на македонската цивилизација како цивилизација на мирот и љубовта наспроти омразата и воњата, на толеранцијата и коегзистенцијата наспроти дискриминацијата и сеграцијата. Содржината продолжува после огласот. Годинава Македонија и македонците ќе го одбележат роденденот на Делчев заедно со делегација од Бугарија и со придавката Северна пред името на Македонија, за која апостолот се жртвува и со одвратни политички пазарења за тоа колку македонецот Гоце Делчев бил македонец и колку проценти треба да припаѓа на другите истории.
Да видиме што кажува професорот Ванчо Ѓорѓиев за Гоце Делчев. Тој вели Гоце го чкртнал уставот на организацијата каде пишувало бугарин, исто напишал македонец. На денешната трибина насловена Гоце е Македонија, во рамките на одбележувањето на 123 години од Илинденското востание и 133 години од основањето на ВМРО, се обрати професорот Ванчо Ѓорѓиев. Тој посочи дека Гоце Делчев го има чкртнато делот во уставот на организацијата каде пишувало бугарска и бугарин, па пишувал македонец. Автоголот на бугарската истографија е кога тие редовно, кога зборуваат за тие теми, тие се повикуваат за еден устав и правилник на бугарски, македонско, одренски револуционерни комитети, при што прават едно антидатирање на овој документ и подметнуваат дека наводниот документ е напишан лично од Гоце Делчев. Во тој устав и член стои дека во таа организација член може да биде секој бугарин и оттука се обидуваат да извечат име на организацијата, рече Ѓорѓиев. Тој додаде дека играјќи си понатаму со тој устав, бугарите отидоа дотаму што заборавија од каде почна со фалсификување и со подметнување. Содржината продолжува после огласот. Таму се вели дека Гоце Делчев вршел корекции на овај устав во 1902 година, каде има ракопис на Гоце Делчев како чкртал по него, а што пречкртал всушност тој. Името каде стои бугарска и бугарин, па пишел македонец. Децидент е Ѓорѓиев. Ѓорѓиев потенцираше да се запрашат бугарите каков е тој парадокс, тоа да Гоце пишал бугарин, па го чкртнал напишел македонец. Штом Гоце ги избришал бугарите од уставот, тогаш и ние нема да ги внесеме. На денешен ден со Тага за југ од Миладинов и стихови од Рацин. Првпат во средно училиште почна настава на македонски јазик. На 6 февруари 1945 година во Битолската гимназија првпат во едно македонско средно училиште се одржа наставен час на современ македонски јазик и од тогаш до ден денес е топос во кој се образуваат низи генерации. Во документацијата на гимназијата е нагласено дека одлуката за почеток на редовна настава на македонски јазик ја објавил првиот директор на гимназијата Орде Печијаре, а на свеченоста првпат стиховите на Константин Миладинов, Тага за југ, Бисера, Голапче, како и стихови на Кочо Рацин, биле поздравени со силен аплауз. Содржината продолжува после огласот. Горната гимназија, како што ја нарекуваат битолчани, од 1945 до 1952 година била именувана и работела под патронство на Гоце Делчев, а од 1952 година и денес е под патронство на Јосип Броз Тито. Огледот и успесите на гимназијата Јосип Броз Тито Битола се потврдени со бројни награди, признанија, одлекувања кои ги освоили учениците кои станале инженери, лекари, професори, писатели, новинари, уметници, научници и истакнати личности во заедницата. Честитки од ВМРО ДПМН по повод Илинден. ВМРО ДПМН на сите граѓани им го честита најсветиот ден на македонската историја, државниот празник Илинден. Илинден е денот кога го празнуваме непокорот и ја славиме победата на истовремено и им даваме и почит на сите оние кои без разлика на нивната вера, припадност и убедување го дадоа животот за слободна и независна Република Македонија. Денес со гордост се сеќаваме на делата на илинденците од двете славни епопеи од 1903 и од 1944 година. Нашиот народ на ден Илинден 1903 година го запали огнот во срцата на сите оние кои мечтеа за слободна држава и преку пожртвеноста, храброст и љубов кон Македонија тргна во безпоштедна борба за вечниот стремеж за конечно ослободување.
Огнот не престана да гори во време на народно-ослободителната и антифашистичката борба, така што на 2 август 1944 година се оствари вековниот сон за сопствена државност на првото заседание на АСНОМ во манастирот Прохор Чински. Почитувани сограѓани, вели ВМРО, борбата на еден народ не престанува со еден историски чин. Тоа е процес, тоа е континуитет, тоа е чувство што треба да го има секој од нас. Илинден е денот кога си припомнуваме за оние кои ги дадоа своите животи за слободата. Си споменуваме на Гоце, на Даме, на Питу, на Сандански и го превземаме нивниот завет. Тие ни оставија аманет како треба да се сака, да се гради и да се чува нашата татковина. Нивниот пример е обврска за секоја една генерација безусловно да ја води својата борба за напредна и поуспешна Македонија. Нивниот сон за слободна и независна Македонија денес е реалност, а наша должност е тој нивен сон да продолжи. Нека е честит и вековит Илинден, нека е вечно делото на двата Илиндени 903 и 944 година. Нека е вечна славата на борците за слободна Македонија и слободна државност. Нека е вечна нашата татковина Македонија. Makedonija
Да проследиме нешто и за Гоце Делчев. Гоце Делчев, знаме и символ во борбата за слобода, вечен потокос за Македонија. 156 години од раѓањето на Гоце Делчев, не постоја доволно страници да се испише и објасне големината. Гоце Делчев, знаме и символ во борбата за слобода, вечен потокас за Македонија. 154 години од раѓањето на Гоце Делчев, не постоја доволно страници да се испише и објасни големината на големиот револуционер, идеолог, борец за слобода, Гоце Делчев. До ден денес, светските историчари пројавуваат голем интерес за неговиот лик и дело и секојдневно прелистуваме илјадници страници, како во домашните изданија, така и во светските. Бил наречен македонски Гарибалди, дека беше човек во вистинска смисла на зборот, човек кој се бори за слобода, демократија и независност. Рускиот публицист Черношевски запишал: силните личности настаните ги забрзуваат или го запираат нивниот тек и со својата надмоќна сила ја пренесуваат правилноста на хаотичното бранување на силите што ги движат масите. Се појави на македонската сцена во тешко специфично време, а токму Гоце му даде прогресивен печат, му вдахна револуционерен дух на времето, се жртвуваше за да ја изведе Македонија на патот кон слободата. Го направи она што никој до тогаш ниту било кога не може да го направи. Гоце Делчев е свето знаме, високо кренато и со победоносен дух. Весникот Словенска Македонија од 8 март 1923 година му дава високо признание и го става во редот на честните, смелите и незасоченести идеалисти. За неговата несмртна страст против робството тој изјавува: до кога ние ќе им робуваме на овие бегови и аги, до кога ќе не плашат кајмаками и полицајци. Зошто македонскиот народ е должен да води таков живот, да ги храни тие крлежи што се впиле во снагата народна? Зарем македонците не се храбри и јуначни? Кој смее да каже дека македонците не се способни да ја исвојат својата слобода, да ги урнат тираните, да ги очистат од крлежите? Гоце Делчев при едно обраќање во Ваташа. Токму Гоце Делчев е една силна личност за каква пишува Чернишевски. Неговото име зрачи како сонце и ден денес. Тоа е синоним на непокорност, јака волја и страњост до конечна победа. Гоце е символ во борбата за слобода, со својата појава се ставило на пиедестал македонското национално ослободително движење, ги поттикна и раздвижи историските настини и разбуди свеста за слободна Македонија. Секогаш им велел на своите соборци да бидеме готови да ја пресретнеме смртта, да ја пресретнеме и победиме. Гоце Делчев е роден на 4 февруари 1872 година во Кукуш, во семејството на Султана и Никола. Се школувал во гимназијата во Солун и на Воената академија во Софија. Учествувал во Штип како член на Централниот комитет и работел на создавање мрежа на бази, комитети и комитски чети на организацијата. се години што зборат, туку векови зад нас. Сите мислат дека можат да не премолчат. Ајде сите едноро, оро се македонско, дружно браќа да заиграме. Една песна
pesna se makedonska, družno braća ta zapeme. Stara Luka, jedna majka, site nas ne rodila. Od Vardar Pirin, dur do Soluna, ime je Makedonija. Stara Luka, jedna majka, site nas ne rodila. Neka znad, majko, ti ni ostana, nema druga Makedonija. Ne sme drvo, vrovka zemlja, koren da ne iskornat. Ide vreme, site prosto, ke ni zastanat. Ajde site jedno oro se makedonsko, družno braća da zaigrame. Ajde site jedna pesna se makedonska, družno braća da zapeme. Stara Luka, jedna majka, site nas ne rodila. Od Vardar Pirin, dur do Soluna, ime je Makedonija. Stara Luka, jedna majka, site nas ne rodila. Neka znad, majko, ti ni ostana, nema druga Makedonija. Nema druga Makedonija. Да ги проследиме уште една соопштенијата. Соопштение од свештеникот Пецо Петровски. Недела, 2 август, свети пророк Илија, Илинден, службата од 9 сатот за бајлето. Другата недела, 9 август, свети Климен Охридски, свети седмочисленици, свети Пантелемон. Службата исто така од 9 сатот за бајлето. Недела, 2 август, е големиот верски национален ден Илинден. Верски посветен на свети пророк Илија, а национален, пошто се удрени темелите на државноста на Македонија преку заседанието одржано во манастирот Прохопчински, заседанието Асном. По повод големиот верски ден ќе се отслужи света служба од 9 сатот за бајлето, потоа ќе се одржи панахида пред споменикот на Гоце Делчев во чест на паднатите борци од илиденскиот период, потоа борците од Првата и Втората светска војна, како и настаните од 2001 година. После тоа сите организации од Нјукастел, од нашата општина, ќе положат свежо цвеќе пред споменикот на Гоце Делчев и ќе се прочита мала историја за Гоце Делчев. Нека ни е честит и вековит овој голем ден. Важно соопштение од управата овде во Нјукастел. Се бара притруп, помошник на Пецо Петровски. Овде во нашата православна црква Пресвета Богородица Нјукастел. За повеќе информации јавете се кај председател Саше Стојчевски на 0408 490148.
се одржува игранка овде во нашиот македонски културен центар по повод големиот празник Илинден, и тоа во сабота 8 август. Игранка со песна и ора, сите заедно да ја зачуваме нашата македонска традиција во живо, со почеток во 6:30 часот вечерта. На вечерта ќе настапи нашето друштво Стив Наумов и игралната група. Богата музика, група Балканика. За карти јавете се кај Симона на 0416 099 925. Цената за ова вечер е $40 за возрастни, $20 за деца од 12 до 17 години и за деца од 11 и помали, влезот е бесплатен. Сите сте добро дојдени. Куњата со богати јадења, а барот со алкохолни и безалкохолни пијалоци. Почитувани слушатели, тоа беше крајот на вечерашната македонска програма и на сите ви посакувам добро здравје, многу среќа и голем успех до идната недела во истото време. Пријатна вечер, добар прием и пријатно дослушање од мене Пеце Вртковски. Имајте пријатен ден и чувајте го вашето здравје. На сите ви благодарам што бевте со македонската радиопрограма во изминативе 60 минути и ви посакувам со нови сили и топла енергија да го дочекате утрешниот ден. Имате успешна работна недела. You have been listening to the Macedonian program on 2NUI FM 103.7 in Newcastle and Nehanta. This is Peter Vrtkovski. Please join me next Sunday, same time. Good night.